Ова утро екипата на Добро утро секој утро се наоѓа во центарот на Скопје, во една преубава зелена оаза, во срцето на градот, меѓу згради, преубав двор и растенија буквално од сите краишта на светот, во собственост на нашата денешна утринска гостинка Емилија Геневски, пасиониран колекционер на растенија. Емилија, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. Ви благодарам што ги отворивте портите на вашиот двор, на вашата мала зелена оаза за нас, за нашата екипа. За почеток би сакала да ве прашам како започнува вашата приказна. Добро утро, ви благодарам што дојдовте. Мојата приказна почнува многу од малечка, значи мајка ми беше голем љубител на цвеќиња и на растенија и љубовта се пренесе на мене. Значи тоа е од дете, да кажам. И од кога се преселив од стан во куќа. Станот ми беше премногу топол и не можев буквално ништо да вирее таму. Веќе кога тука сум во куќава 10 години. Значи, еве гледате, една малечка оаза се направи тука и мислам дека треба уште да се работи, меѓутоа полека ќе се среди. Она што е интересно и карактеристично за вас е тоа што имате навистина премногу растенија. Растенија буквално од сите краишта на светот. Ми кажавте дека околу 80% се не се од овие простори. Како ги набавувате овие растенија? Како доаѓаат? Како се движат? Каков е транспортот, бидејќи сепак растенија, нели? Да. Па малце специфично, малце е тешко ги набавуваме, меѓутоа кога се сака нешто, се доаѓа до нив, ги набавуваме од странство. Има цвеќари кои што прават нарачки приватни, па ете соработуваме и со нив. Тешко е, меѓутоа се доаѓа до нив. Ако нешто се сака, така е. Сега вие сте толку пасиониран љубител на овие растенија. Имате и, не сте единствена во Македонија, има и други луѓе како вас, имате Facebook група, така? Како функционира тоа? Имаме Facebook група, меѓутоа на Instagram сме повеќе. Приватно си комуницираме, пошто малце е скапо ова се и така луѓето малце и чудно не гледаат. Секој хоби нели си чини, ова баш не е ефтино хоби. Си се договараме, си делиме катови ги викаме ние, да речам чепчиња на македонски народен. Да, корени, па да, чепчиња и буквално и од малечки, многу од едно ливче знаеме да ги зафаќаме. Си разменуваме цело време. Така и функционира групата, си соработуваме, се гледаме, се грижиме за растенијата, пошто 80% и кажав дека се специфични за одгледување, си разменуваме искуства, пошто кај секого, верувате, растенијето различно реагира. Да. Тоа сакав да ве прашам сега. Потребно е многу љубов, многу грижа, многу внимание, многу време за оваа зелена оаза да изгледа вака како што изгледа. Оно што е интересно и значајно е тоа што вие, предпоставам, не сте сами, нели, во ова, или сама си работите? 90% сум сама, сопругот ми помага во овие погрубите работи, меѓутоа... Сакам да прашам, каква е поддршката од семејството? Има поддршка, например, кога сме на одмор, керката е тука, а инаку сопругот ми помага и околу водата, да речам дека ми помага, да. Не смеам да се пожалам. Емилија, зимскиот период е веќе позади нас. Она што е сега карактеристично е тоа што цвеќињата од внатре треба да се извадат надвор, да се прилагодат на сосема други услови на живот. Кажавте дека многу луѓе ги оставаат внатре, не сакаат надвор да ги изнесат. Да. Кои се неколку совети да споделите со нашите гледачи за тоа како да се прилагодат растенијата од внатре надвор, а сепак тоа да не представува стрес за растенијата? Во секој случај е стрес, меѓутоа треба да се намали стресот. Луѓето многу се плашат, значи повеќето се плашат и грешат многу што не ги вадат растенијата надвор. Имавме дебати ние. Имаме дебати во круговите со растенијата и со странци комуницираме. Тие што се поискусни, ако имаат услови, зборам, пошто вака немаат сите услови, значи треба да се извадат растенијата, сите па и орхидеите надвор. Значи, процесот треба да биде температурата утринска да не биде под 10 степени. Прво е тоа битно, другото веќе не е битно. Влажноста е многу убава надвор, што не можеме условите, значи растенијава ние ги прилагодуваме на нас, меѓутоа треба да се прилагодиме и кон условите, значи Македонија е со климата, да речам веќе тропска клима имаме, топло-ладно веднаш. Така да со растенијата овој период, оваа година касниме доста, значи јас ги извадив
на Великден, значи тоа е многу касно. Минатите години ги вадев средина на април. И Во секој случај ги вадам надвор, ги туширам, ги средувам што треба да се присади и треба многу е битна страната. Значи за тоа луѓето се плашат и не умеат со растенијата. Истокот е тој што треба да биде за сите растенија, 90% од растенијата. Значи тие што цветаат и тие што не цветаат сакаат исток. Источното сонце и толку. Значи грешат многу луѓето што гледаат да е сонце, верувате дека ги гори сонцето. Ги гори. Значи ги вадите растенијата, ги ставате на или на север или на запад, меѓутоа да не се гледа да се ставаат на сонце. И на утринска температура, така на 10 на степени. утринска температура, па утринската да не биде под 10. Ако е под 10 е многу голем стрес за растенијето, пошто верувам во домашни услови се негде од 15 до 20 ги чуваме, бар јас ги чувам околу 20 степени зимно време. Што е со наводнувањето, со прихранувањето, со земјата? Летно време, јас бидејќи се многу топли летата во Скопје, па верувате дека скоро секој втор ден ги поливам, пошто условите се ветер, сонце, прихраната е секоја втора недела. Дали да ви кажам за прихраната, јас ставам кристал прихрана, 320 се вика. Се најверојатно ќе има многу прашања околу тоа. Јас конкретно тоа ставам. Значи, кристална прихрана не е ни течна, пошто е најконкретна и многу веќе има увозници, многу се измешани прихраните и луѓето тука грешат, исто така. Овие да речам 3 основни совети. И наводнувањето, верувате, секој втор ден, да не се повторувам пак. Дали е важно да се наводнува наутро, навечер или кога имате време? Јас не гледам нешто конкретно и за тоа има секогаш некои дебати, меѓутоа и полемики, меѓутоа јас најчесто ги поливам навечер, најчесто. И мислам дека ќе си упија коренот убаво, пошто вечерите се посвежи и после се гледа одма свежината другиот ден на растенијето. Не дека не сум ги поливала и преку ден, меѓутоа сакам да напоменам и дека ги прскам со млас од вода, кој што е како водена прашина, тоа сакам исто да го нагласам, да, листовите. Исто многу битен момент што многу луѓе се плашат, значи растенијето кога е надвор треба да се однесуваме према него како да е во природа. Значи ветер, дожд, сонце, се е тоа природа. Затоа се тие толку убави какви што се и затоа си се гледа свежината на нив. Болуваат зимно време, меѓутоа зима, лето, тој период ќе го поминат многу добро ако кон сето ова се придржувам. Значи водената прашина верувате дека незаменлива е. И не може никаде да се направи ако не е надвор растенијето. Друго е на туш, значи може да се тушираат, меѓутоа тие се обични, значи градинарски водени прашини кои што растенијето буквално ужива. Емилија, со голема љубов навистина зборувате за вашите растенија. Меѓутоа, вие покрај тоа што одгледувате растенија, вие исто така сте и голем љубител на животните. Вдомувате и кучиња. Ајде сосема накусо за крај малку и за оваа ваша љубов. Па, љубовта пред растенијата беа животните и значи бев и активиста, меѓутоа малце се повлеков, многу стресна ми беше работата, многу има проблеми со кучињата. Моментално имам 5 кучиња, сите ми се вдомени од улица. И љубовта кон растенијата, кон животните не можам да ја поделам, значи не знам која е поголема. Добро што имаме каде да се шетаме тука со нив, е обврска, меѓутоа уживаме во тоа. И јас и цело семејство, сите уживаме и во растенијата и во животните. Емилија, голем човек сте навистина, со огромна љубов, со големо срце и кон растенија, и кон животни, и кон луѓето. Вашите порти се секогаш отворени. Еве ви благодарам уште еднаш што ја примивте нашата екипа овде кај вас. Ке ви посакам многу успех во работата и до скоро видување. До видување. Пак ви благодарам многу на поканата и да напоменам дека моето одгледување значи не е исто кај сите. Јас си кажам од моје лично искуство, пошто секогаш имаме полемики за тоа. Тоа е кај сите цвеќари, така да ги наречам цвеќари, значи секога се дебатира и секогаш се разговара за тоа. Значи ова е одлично моје искуство, морам да напоменам. Ви благодарам многу. Благодарам и јас.